Сигурно знаеш дека натриум хлорид е растворлив во вода. Можеш ли да размислиш за други соли кои се растворливи во вода? Паузирај, размисли, а потоа продолжи понатаму. Бакар 2 сулфат е уште една растворлива сол, која при растворање во вода образува раствор. Земи молив во рака. Го чувствуваш моливот во раката, затоа што се испраќа хемиска порака од мускулите на раката до твојот мозок. Калиум хлоридот игра важна улога во преносот на нервните импулси. Без него нема да може да се испрати ниту една хемиска порака. Како ќе знаеш дали некоја сол е растворлива во вода или не? Само од нејзината формула или од составот на јони во неа? Всушност, ова е можно. Постојат одредени правила кои се однесуваат на растворливоста на солите во водата. Сите нитрати се растворливи. Овие соли содржат нитратни јони, како на пример натриум нитрат и сребро нитрат. Сите хлориди, бромиди и јодиди се растворливи, со исклучок на олово и сребро. Запомни го тоа, затоа што среброхалидите се нерастворливи и го користиме тоа за да тестираме присуство на халиди. Може да направиме разлика помеѓу различните среброхалиди, затоа што сите имаат различна боја и различно се однесуваат во присуство на концентриран или разреден раствор од амонијак. Сите сулфати се растворливи, освен сулфатите на олово, бариум и калциум. Всушност, бариум сулфатот е толку нерастворлив, што може да биде внесен во дигестивниот систем и да помине низ гастроинтестиналниот тракт, без да биде абсорбиран од страна на организмот. Ова е затоа што низ него не поминуваат рентгенските зраци, исто како кај коските. Ова значи дека X зраците не може да поминат низ него и може да се види при рентгенски снимки на гастроинтестиналниот тракт. Сите карбонати се нерастворливи, освен натриум, калиум и амониум. Хидроксидите се исто така нерастворливи, освен натриум, калиум и амониум. Исто така може да кажеме дека сите соли на натриум, калиум и амониум се растворливи. Калциум хидроксид е слабо растворлив во вода. Водниот раствор е познат како варова вода и се користи за докажување на присуство на јаглерод диоксид. Ако го погледнете одблизу растворот од варова вода, ќе забележите бел талок на дното од садот. Ова е цврст калциум хидроксид. Сега, откако ги знаеме правилата за растворливост, обиди се да определиш која од наведените соли е растворлива во вода. Калциум карбонат, магнезиум хидроксид, калиум јодид, литиум нитрат, олово 2 бромид. Паузирајте го видеото и продолжите кога сте подготвени. Одговорот е: од 5 наведени соли, само калиум јодид и литиум нитрат се растворливи во вода. Препорачливо е да ги научиш овие правила за растворливост. Хемичарите ги комбинирале сите тие податоци во табела, која се вика табела на растворливост. Може би се прашуваш зошто е сето ова важно? Замисли дека треба да правиш рентгенска снимка на гастроинтестиналниот тракт и ти даваат да испиеш раствор од бариум хлорид, наместо суспензија од бариум сулфат. Бариумовите јони се екстремно токсични и може да предизвикаат многу компликации, па дури и смрт. Тврдата вода е вода која содржи калциумови и магнезиумови јони и ова представува проблем, затоа што знаеме дека тие образуваат нерастворливи соли. Сето ова може да се забележи во вид на бигор или наслаги на калциум карбонат околу чешмите или на дното на садовите за грејење вода. Овие јони исто така предизвикуваат проблем со сапуните при создавањето на пена. Тврдата вода се третира така што се заменуваат калциумовите и магнезиумовите јони со натриумови и калиумови јони со помош на јоноизменувачки смоли. Бидејќи сите натриумови и калиумови јони се растворливи, тврдата вода преминува во мека вода. Да заклучиме, растворливоста на одредени соли во вода може да се определи ако ги знаеме правилата за растворливост.